Индија и Пакистан нарапна војна, зголемен бројот на престрелки меѓу двете нуклеарни држави, дипломатските врски се прекинати, а копнените и воздушните граници меѓу двете земји затворени. Односите меѓу двата соседи во јужниот дел на Азија дополнително се влошија по терористичкиот напад во Хималајскиот регион Кашмир, за кој двете држави меѓусебно се обвинуваат. Our eastern neighbor Нашиот источен сосед продолжува со обидите за експлоатација, нудејќи бесмислени обвинувања. Пакистанската армија ќе одговори на сите напади на Индија. Како и обично, најголемата цена ја плаќаат жителите и од двете страни на границата. Еден дел останале одвоени од својата фамилија, без да знаат кога повторно ќе бидат заедно. Од други пак било побарано веднаш да ги напуштат државите. По меѓувреме, пакистанската влада порача дека ќе го смета за објава на војна секој обид на Индија да го блокира протокот на клучните реки како казна за смртоносниот напад кој се случи минатата недела. Тука владее голема несигурност. Не знаеме што ќе се случи со нас. Жителите на Кашмир сакаат само едно нешто, а тоа е мир. На границата ми кажаа дека само мојот син може да влезе во државата. Тој има само 4 години и како може да очекуваат сам да ја мине границата? Мојата сопруга е од Пакистан и таа не смее да влезе во Индија. Ако има вода, ќе има и просперитет, но ако нема, ќе умреме од глад. Една недела по терористичкиот напад во Кашмир, индиската полиција ги уништи домовите на најмалку 10 лица и приведе уште 20 на други под обвинение дека учествувале во нападот во Хималајскиот регион, а во кој животот го загубија 26 лица. Индија го обвини Пакистан дека ги поддржува бунтовниците кои стојат за убиствата, обвинувања која владата во Исламабад веднаш го отфрли. Ова беше најголемиот напад во пограничната држава, за која двете земји тврдат дека е нивна територија и за која досега водеа две војни.